Од синоќа почнаа активно да снимаат камерите на улиците на Скопје од системот Safe City. Од синоќа веќе полицијата почна до возачите преку имейл или SMS порака да испраќа опомени за сторени прекршоци кои ги забележале камерите. Еден скопјанец испрати до нашата редакција таков записник коментирајќи: "Синоќа се враќав од Петровец и само што влегов дома во аеродром, на електронска пошта ми стигна записник дека сум сторил прекршок пред само 20 на минути. Беше точно наведено местото на влезот во Скопје, како и точното време кога сум возел со брзина од 63 км на час, на место каде е дозволено 50. Ни објасни аеродромецот, додавајќи дека уредно биле напишани сите податоци од возилото, која камера го сторила снимањето на прекршокот и кога сета таа апаратура била баждарена. Во документот стои дека возачот е казнет со 45 евра, но на целиот документ јасно е напишано со големи букви дека овој пат се работи за опомена. Ја пофалувам брзината и точноста на полициската активност. Браво за ова. Го поддржувам овој начин на воведување ред во сообраќајот и од денес многу повеќе ќе внимавам, ни напиша аеродромецот. Инаку системот Безбеден град, безбедна држава автоматски ги регистрира прекршоците во сообраќајот и веднаш ги санкционира прекршителите. Тест периодот, како што најави од МВР, ќе трае до нова година, а со почетокот на 2026 година почнува казнувањето. Во почетната фаза системот ќе регистрира пречекорена брзина, минување на црвено светло, возење без важечка сообраќајна дозвола и непрописно паркирање, и тоа не само во Скопје, за почеток и во Тетово и Куманово. Главниот скопски плоштад почна да добива посреден изглед. Исчистене, ги нема и многу текучиња скитници, а конечно се завршија барем фасадите од новите градби, кои беа посадени на него. Остана да боде очи недовршениот споменик на Мајка Тереза, кој е пикнат меѓу две згради и така полунаправен е оставен со години да стои. Кога ќе дојде на ред да се заврши таа работа? Овој мини објект споменик е проект од Скопје 2014, а сега завршува 2025 година. Премногу се чека и одолговлекува. Владата на СДСМ и нивниот градоначалник не го чепнаа овој објект, оти не го прифаќаат проектот Скопје 2014. Не реагираше ниту минатата градоначалничка. Сегашното раководство на градот Скопје, како и Министерството за култура, се на потек. Плоштадот мора да биде среден, а услов за тоа е и овој објект да се доизгради. Градската скопска администрација почна да го креира буџетот за 2026 година. Градоначалникот Орце Георгиевски објави дека нивна максимална заложба е транспарентност, отчетност и вклученост на јавноста, а целта е да се врати довербата на граѓаните преку отворен и партнерски пристап, каде секој жител, организација или заедница ќе може да даде конструктивен придонес. Па од тука Георгиевски упати директен повик до скопјани да праќаат идеи и предлози за тоа како и на што треба да се трошат градските народни пари во текот на следната година. Тој кажа и дека во новиот буџет ќе бидат опфатени приоритетните капитални проекти најавени во областите инфраструктура, култура, спорт и животна средина, кои ќе го олеснат секојдневието на скопјани. Неколку ученици од основното училиште Димо Хаџидимов во Скопје се уште чувствуваат благи последици од минато неделното труење. Полека со помош на лекарите се ќе помине, но надлежните институции не треба да го забораваат немилиот и опасен настан. Напротив, труењето со храна и норовирус не смее да се случува во училишта. Секојдневно мора да е отворено прашањето за безбедноста и за хигиената на храната, но и воопшто во училиштата. Постоењето на фекални бактерии на разни површини и ширењето на норовирусот укажуваат на сериозни пропусти во хигиенските практики. Загрозувањето на здравјето на децата е недозволиво. Строги и редовни контроли на хигиената во сите училишта низ Македонија мора да има. Таргетот не треба да бидат само кујните, туку и тоалетите и училниците. Имаме многу надлежни институции кои се дебело платени за да се грижат за учениците. Време е да се координираат и да работат понастојчиво и посистематски. Тие треба пред се проблемите да ги спречат, а не само да реагираат откако ќе се случат.
Петмина скопјани биле физички нападнати во Сарај додека извршувале работни задачи во тамошното средно училиште во областа. Настанот се случил доцна вечерта на 29 ноември околу 21 часот, информира од Министерството за внатрешни работи. Според пријавата, работниците биле нападнати од тројца жители на Сарај на возраст од 37 до 47 години. Напаѓачите користеле остар предмет и солзавец. Од МВР соопштија дека се превземаат активности за целосно разјаснување на инцидентот и утврдување на сите околности. Полицијата поднесе кривична пријава против 16-годишник од Скопје поради неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи. На 6 септември полициски службеници извршиле преглед кај малолетникот, при што кај него биле пронајдени одземени пиштол со рамка и куршуми, калибар 7,65 мм, кои пријавениот неовластено ги поседувал и носел со себе, соопшти МВР во дневниот полициски билтен. Синоќа пред полнок, 51-годишна жена од Скопје пријавила во полиција дека околу 17:30 часот на подрачјето на Битпазар, незиниот 14-годишен син и незината 16-годишна ќерка влегле во патничко возило Опел. Најпрвен возачот физички го нападнал малолетникот и го оставил во населбата Сингелич, а со малолетничката заминал со возилото. МВР превзема мерки за расчистување на случајот. Во Националната галерија објект Мала Станица вечерва ќе се отвори годишната изложба на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Посетителите ќе имаат можност да видат дела во класични медиуми, цртежи, слики, графики, скулптури, како и современи форми, меѓу кои инсталации, концептуални практики, нови медиуми, дигитална и видео уметност, фотографија и експериментални техники. Изложбата "Рацете на традицијата" на авторката Елизабета Марковска ќе биде отворена вечерва во Музеот на македонската борба за самостојност во Скопје. Изложбата, реализирана во соработка со најмалиот етнолошки музеј во светот во село Джепчиште, е посветена на традиционалните занаети и нивната трансформација од минатото кон современоста. Преку рачно изработени предмети и фотографии, посетителите ќе може да ги откријат приказните за секое дело, да се запознаат со мајсторите занаетчи и да почувствуваат како преку нивните раце традицијата добива нов живот. Под слоганот "Се гледаме од другата страна", од среда до 10 декември во Скопје ќе се одржува фестивал на европски филм. Проекциите ќе бидат во просториите на МКЦ во Кино Фросина и Дансинг салата 25 мај, а публиката ќе може да погледне повеќе од 60 филмови кои одбележаа тековната европска филмска година.